Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Sabotni razgovori vo eterot со Свето Стаменов. Свето Стаменов, лице в лице со Трифун Костовски, бизнисмен, донатор, хуманист и поранешен градоначалник на град Скопје. Господине Костовски, пред неколку дена во Берлин имавте чест да добиете уште едно меѓународно признание како потврда на се она што досега го постигнавте во вашиот живот. На настанот Југоисточна Европа Берлин ви беше врачена наградата за личност на годината во Југоисточна Европа. Најпрви честитки за наградата и веднаш прашањето. Што за вас значи ова меѓународно признание и ако може така се каже, со што го заслуживте? Благодарам прво за честитките, второ морам да кажам дека ова е признание кое што заокружува еден мој животен пат, кој што сум го изминал делимично во мојата земја, делимично во европските земји и сега во последните години повторно во сопствениот регион и сопствената земја. Тоа е врв на една лична кариера во кој што секому моја посакувам да го доживее тоа чувство, дека навистина неговиот труд точно преку CV-то кој што го има зад мене, за сето тоа што се сум сработил навистина. И јас сега кој ќе погледам на назад што се стои зад мене и јас самиот себе сметам дека дали е тоа максимум што сум го дал или можам уште да дадам. Тоа е прекрасно, прекрасно. Внимание како пострек се понатака да продолжиме, бидејќи со ова не завршува мојот живот и мојата кариера, туку напротив. Одека го чувствувам како еден подстрек повеќе, за да можеме понатака да придонесеме не само за Македонија, за целиот регион. Quo vadis? Quo vadis? Quo Што всушност представува настанот Југоисточна Европа Берлин, за кого во нашата јавност многу малку се знае? Тоа е Sea in Paris, значи South East Europe Paris, тоа веќе 5 години работи и сега за прв пат се приклучи германците, бара и тие да бидат приклучени во овој проект, односно во овие настани, во кој што двете водечки држави во Европската Унија сакат повеќе да добијат информацијата од полето на кинематографијата, литературата, уметноста, актерството и секако ктиторството на луѓе кои што го помагаат сиот тој процес во овие земји. И составот на жири комисијата од македонска страна е само господинот бивш амбасадор Јордан Плевнеш и тука се застапени од француска страна, од германска страна најеминентните стручњаци од кинематографијата и од културата и секако членови на во моментот во Берлин, на Умболт, универзитетот каде се одви целата церемонија во врска со инаугурацијата и предавањето на тие високи престижни награди во кои што јас бев награден како личност на Југоисточна Европа за не само своите хуманитарни, туку и помагање на културата и својот бизнис кој што го внесо во Република Македонија и секако за моите дела кои што говорат за мене како личност, како човек кој што навистина јас се чувствувам дори викам се прашам дали сум јас тој, а вториот добитник за како Гран При е Раде Шербеджија за негово животно дело, значи како глумец од овие региони кои што има постигнато големи успеси не само во регионов, туку и надвор од регионот. Quo vadis? Quo vadis? Господине Костовски, во Берлин бевте во друштво на видни личности од речиси сите делови на Европа и луѓе кои многу значат во општествениот живот. Според вас, колку се тие запознати со нашава земја Република Македонија и какви се нивните видувања за ситуацијата во Македонија? Видете вака, мислам дека фактички со ова South East Europe in Paris и во Берлин покушаваат и тие и од западниот свет и со овдешни луѓе кои што ја сакаат културата и сакаат час побрзо да бидеме дел од една заедница кој што прочем и ние припаѓаме.
Бидејќи и тука се видни режисери од кинематографијата кои што се во жири комисијата, тие се навистина личности кои што имат висок авторитет во своите земји и тие велат дека едноставно и тие сака да научат нешто и да добијат некои идеи во поглед како треба да се развива понатака кинематографијата, културата, правците во уметноста, актерството и секако промовирањето на луѓе кои што се заслужни барем со дел кои што може тоа да го овозможат. Јас сум импресиониран од изјавата од ректорот на универзитетот Умбаут, кој што човекот едноставно во еден вздив кажа повеќе човек со вакво CV може да води Европската Унија. Видите, тоа е комплимент за мене и како личност кој што навистина тој, да не кажеме, многу прагматичен свет, многу рационално размислува. И тоа се работи кои што сакаме да ги внесеме како параметри овдека во нашава средина, во нашиот регион. Така да, поголем комплимент од ректорот ја немам добиено во животот. Вели, со вакво CV вие можете да водите Европската Унија. Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Вие речиси 3 децении сте еден од најуспешните македонски бизнисмени и човек кој е најупатен во економските текови на Македонија. Како оценувате актуелната економска ситуација во земјата и колку актуелната политичка ситуација влие врз економските текови и врз бизнисот во Македонија? Би делувал многу поразително ако кажам дека безнадежно, бидејќи безнадежност веќе ја убија минадата, дека може да биде подобро. Дека бизнис заедницата во Македонија не може да се пофали во последните неколку години, дека има одредена подршка од централните власти, тоа е факт. Дека денеска бизнисот функционира на шкрги и прашање време кога ќе колабира во поголеми и поголеми проценти. Сето тоа доведува до една неможност прво на нормално вработување или работење и нормално извршување на секојдневните обврски према вработените, во поглед обезбедување плати, придонеси, обврски према УЈП, обврски према владата. Сето тоа ја става на една споредна ситуација во која што изворот од каде се финансира нашата власт е фактички домашното стопанство. Меѓутоа, према него чувствувам дека актуелната власт се однесува како маќа, не како мајка. Не го помага, не го поддржува и дека принципот за слободните економски зони е рак рана за Македонија, кој што долго време ние ќе мора да исправаме повеќе од јасно, бидејќи не сум присталица на тоа. Повеќе сум присталица ние како Македонија и како дел од регионот да се најдеме, да се видиме, да се соочиме со реалноста, да ги видиме кои се нашите предности и кои се нашите негативни работи и да најдеме заеднички јазик со нашите соседи како да си го смислиме нашиот натамошен развој, секако бизнисот е најизразита алка во поглед ставањето во функција на сиот овој регион. Видете вака, јас има пред 2 години собствен комбинат во Република Македонија, каде што покрај другото ние произведувавме и зрнести материјали, дали е овес, дали е пченка, дали е пченица. Кога со сите материјали јас условно кажано добивам по тон и пол до тон и 800 по хектар, а во Војводина или во Пелагонија по 8 до 10 тони, тогаш дефинитивно јас сум неконкурентен. Меѓутоа, тоа земјиште го бива за некои други култури кои што треба да се работи. Значи, тука е веќе прашање на концептот на владата. Ние, ако не сме овдека способни да обезведеме житарици за себе, дайте ние ќе произведуваме нешто што ќе биде комплементарно за другите држави, а ќе обезуваме и ќе купуваме повторно во некој затворен систем, ќе обезбедуваме храна, она што нам не недостасува на пазарот. Македонија, да ви кажам, е за мене рај, пребогата земја. Али богата со сонце, вода. Имате дивеч, имате овошти, имате зарзават, имате риби, имате сето тоа што може Господ да ви го даде. Не ни дал нафта, меѓутоа ни дал сето тоа што треба ние да живееме навистина богато и умно. Меѓутоа, во овој дел, апсолутно тука треба да предњачат луѓето со искуство и луѓе кои што ќе дојдат на одговорни места во владата, да го имаат преди се во предвид овој факт и нашето обкружување како реалност, не како
проблем, туку како реалност каде мораме да ги воспоставиме нашите нитки и конци за меѓусебно разбирање, соработка и соживот и развој заеднички. Така јас ја разбирам оваа држава, додека потезите кои што во изминатите 25 години се воделе во рамките на економијата, мене ми говора дека досега не сме имале влада кој што исклучиво ќе направи еден развојна цел на Македонија, каде Македонија и која е Македонија кој ќе даде контрибуција прво на регионот овдека, а втора контрибуција како дел од Европска унија и НАТО. Да се разбереме, ниту Европска унија бара бедни земји, ниту ги сака, ниту пак НАТО. Не сакаме на нас, и ја не сакам да се чувствувам понижен, дека во мене гледат како место во кој што секој пат треба да сипат пари да одржат некој ред. Неќу. Имам собствено достоинство и чест, сакам со цел, со моје пот да заработам и да бидам раноправно третиран и пред тој побогатиот, меѓутоа знаејќи си го своето место. Али да бидам почитуван. Quo vadis? Quo vadis? Според вас, каде е излезот од оваа економска ситуација? И како да подобра економска ситуација во Република Македонија? Излезот е преди се во човечкиот фактор. Ресурсите човечки. Јас ви убедам едно. Колку и да секоја влада заглави со финансиски средства, меѓутоа на момент ако го изгубиме човечкиот ресурс, кој што за мене најголемото богатство на секоја држава, тогаш ние го губиме ослонецот на кој што ние можеме да се развиваме понатака. Према тоа, Македонија треба да изгради собствена стратегија за економски развој кој што нема да се движи на проектчиња од 1000 до 2000 проектчиња пуштење чешме туку 2-3 проекти во кои што ќе ја насочи Македонија како исклучиво земјоделско сточарска земја во кој што ќе се развиваат производството на млеко, млечни производи, месни производи, зарзават и овоштија. Ние сме опколени овдека со земји кои што претендираат да бидат центар на Европа па и на светот во поглед туризмот. На тие туристички центри, денеска е Грција, утре ќе биде Албанија, после Хрватска, Црна Гора, треба храна. Зошто ние како Македонија да не си го најдеме собственото место да бидеме тие главни дистрибутери на храна што ќе биде неопходна за милиони туристи кои што таму ќе идат, ќе ги поминуваат своите годишни одмори. Од тој аспект тука недостасува една врзивно ткиво меѓу сите лидери во регионов кои што мора да сватат. Не можеме да живееме во собствените заедници, обкружени со омраза и обкружени со бариери. Туку напротив, треба да ги дигнеме тие бариери, да градиме заеднички проекти во поглед инфраструктурата, дали е енергетика, дали е автопатишта, дали железница. Проблемот со регионалното поврзување мора да биде заеднички проект во кој што сите нас ќе не стави. Само така ќе успееме да се приближиме кон европските стандарди. Само така ќе можеме да останеме европејци и свое на свое. Јас сакам да бидам европеец, ама да живеам во Македонија. Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Sabotni razgovori во етерот со Свето Стаменов. Господин Костовски, нашава земја повеќе од една година е во длабока политичка криза која во последниве месеци доби драматични размери и многумина веќе оценуваат како најтешка и најнеизвестна во речиси 2,5-децениското постоење на Македонија како независна и суверена држава. Како вие како бизнисмен и човек кој во еден период беше многу активен во политиката, впрочем од 2002 до 2005 бевте независен пратеник во македонскиот парламент, а од 2005 до 2009 година бевте градоначелник на Скопје. И како еден од најблетените луѓе во земјава, го оценувате она што се случува во Македонија? Мислам, ова денеска што се случува во Македонија е во најблага форма кажано катастрофа. Нема многу малцани има како жители во Република Македонија, а меѓусебна нетрпеливост имаме до тој степен во кој што не можам ја да сватам дали сум ја навистина потекнувам од ова поднебие, бидејќи не можам да сватам дека може омразата да царува. А
Во изминатиот период од осамостување на Македонија, ние, навистина, сега можам да заклучам веќе после 25 години, дека немавме ниту една влада во кој што исклучиво ќе беше детерминирана Македонија час поскоро да приклучи кон евроатлантските структури и час поскоро да се идентифицира со оглед проекти. Ја велам дека капиталните проекти не се прават и не се реализираат во период од 1, 2, 3 години. Капиталните проекти се гледат на 10, 15 години. И ја не гледам се уште стратегија. Пред некој ден се појави Ману дека они ќе направат стратегија за Македонија и македонскиот развој. Видете вака, Ману до сега не ми треба да ми изјавува, треба да работи. Треба да нуди веќе такви решенија. Меѓутоа, нажалост, се уште до сега немам осетено дека ние имавме македонска влада која што навистина се занимава со вистинските проблеми на државата. И тоа го прифаќам како факт. Млада демократија. И сепак демократијата е долг процес кој што треба да го изминеме. Ние не сме ни влезени ниту во пубертетот со вакво однесување меѓу партиско, па да не кажам и меѓуетничко и интеретничко, што е катастрофално за државата. Достоинството моје не сакам да си го погазам. Мене ми е непријатно кога мене доаѓаат од страна да ме мира, да ме стават на кафе лидерот на опозицијата и лидерот на позицијата. Мислам, тоа е срамота. Тоа е за мене најголем шамар кој што може да ми го удри како личност кој што имам собствено достоинство, морал, етика и се чувствам равноправен граѓанин на Европа. Тоа е нешто што не може да го прифатам. Друга работа. После сите работи што се објавија, веќе јас се сомневам во легитимитетот на оваа власт. Мојот сомневаш иде до тој степен, дури сметам доколку овие снимки се навистина веродостојни. Сета таа политичка елита едноставно треба да исчезне од мапата на политичари кои што и понатака ќе учествуваат дали на избори, дали во било која форма се појавуваат. Нивното време е завршено. Македонија нема и не сакам да има такви лидери во кои што ги кршат сите човекови права, во кои што демократијата е сведена на само јас, во кои што се кршат медиумските права, во кои што човекот е стаен во функција да биде медиокритет, а не да биде личност. Тие се работи кои што длабоко ме погодуваат и со сиот респект и технократски приод кој што го имаше оваа влада. Меѓутоа, после сите овие така наречени бомби што испадна во јавноста, во начинот на кој што ја, од мојот премиер кој што очекувам да води влада, дека ја се повеќе гледам во него личност кој што е личност за се. И од архитектура, и од локална самоуправа, и од централна власт, а најмал се занимава со собствените работи. Ја разберам 24/7, меѓутоа посвети се на вистинскиот проблем. Вистинскиот проблем е владата, а ги имаш сите ингеренции оваа држава да изнесеш час поскоро од надвор. Ние се уште за овие 9 години немаме отчет на годишниот буџет кој е потрошен од страна на конкретната влада. Без отчет не можеме ние понатака да одиме. Видите вака, јас сум присталица на семејство, мало, понатака град, па држава. Ако ја прво семејството не го регулира мојот статус, како ќе го регулирам мојот статус со моите соседи, со моите пријатели, со моите сограѓани, дали се во Скопје или надвор. Мора да постои еден минимум праг на толеранција и култура. Они се јавиле како политички лидери, меѓутоа не се јавиле да ги водат исклучиво своите лични политики, не политиките од интересот на народот. И денеска да имаме ова што се случува во Македонија, што е парадокс. Парадокс. Цел свет ни се смее. Зошто? Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Вие неодамна го посетивте, како што веќе го нарекуваат популарно, кампот на слободата пред владата, каде што покрај тоа што имавте улога на диџеј, донесовте и донација за луѓето кои протестираат против владата. Иста донација понудивте и за луѓето во, како што го нарекуваат, кампот на демократијата пред парламентот, но бевте одбиени. Вашата поставка предизвика и позитивни, но и негативни реакции во јавноста. Како вие го коментирате тоа? Пред се, јас сум граѓанин на Република Македонија. За мене
и тој што кампува пред собранието и тој што е кампер пред владата, за мене се мои сограѓани и во поглед мојата хуманитарна подршка ја не правам разлика меѓу нив. Ги чувствувам како дел од себе. Меѓутоа, додека во кампот пред владата, апсолутно со задоволство ја прифатија мојата донација и навистина јас уживав, бидејќи верувате, човек што дарува, секој пат се чувствува и поплеменето и побогато. Истото тоа го понудив и на луѓето, моите сограѓани пред парламентот. Прво ти одговарат да ги прашаме повисоките органи, па не се јавија, за тоа да после тоа повторно пак им понудам сето тоа, да на крајот они отворено предвадена ми соопштија дека они не сакат од мене никаква донација, бидејќи јас сум бил веќе политички определен. Ви се молам, тоа е смешно. Јас сум политички определен само за една работа, за Македонија. Јас ја имам во срцето мојата држава, Македонија. Политичките партии се денеска менлива и минлива работа. Би сакал во политичките партии да видам луѓе со поголем кредибилитет и со поголеми видици како треба Македонија да се води, што нашалост се уште не може да го видам. Меѓутоа, во оваа ситуација, кога ништо не е нарно, не можам ја да видам настрано од севкупното моје обкружување кое што директно или индиректно ме тангира и мене и моето потесно семејство, пошироко семејство, моите пријатели, моите сограѓани, ја тангира цела Република Македонија. Затоа сакам и од овдека да испратам порака. Јас сум се уште и ден, и кога дојдов на функцијата градоначалник, ја дојдов како надпартиска личност и во парламентот и како градоначалник. И пред одредено време се стушна работи дека мене ВМРО ме донел како градоначалник. Најодговорно велам дека јас ВМРО го донесов на власт. Без мене ВМРО, кој што беше убеден дека јас победувам, немаше да застане зад мене во времето кога на нив им требаше етаблирање. А најдобар фактички податок е за тоа кој ќе успе на следните парламентарни избори се точно локалните избори. И мислам со освојувањето на 7 градоначалнички мандати во Скопје од страна на ВМРО, мислам со тоа беше отворен патот кон победата кој што после тоа ни го правиа од 2006 година. Према тоа прифаќам дека сме биле партнери, али дека некој му должам за тоа што сум бил, тоа одлучувале граѓаните. И денеска сум убеден дека граѓаните према мене гајат респект, почит, во кој што можам да го почувствам и на улица, и во кафеана, и во кафич, каде да поминем да седнам. Тоа ми дава една слобода да јас во мојот град на вистина се чувствувам и во мојата држава се чувствувам сигурен, почитуван, независно од нивната етничка или верска припадност. Quo vadis? Quo vadis? Вие бевте, како што рековме, градоначалник на Скопје во периодот од 2005 до 2009 година. Како гледате на тој период од сегашна временска дистанца и дали можете да направите споредба меѓу Скопје во вашето време и Скопје во времето на вашиот наследник Коце Трајановски? Па има драстични разлики меѓу мене и актуелниот градоначалник на град Скопје, во кој што јас, кога дојдов како градоначалник, наследив празна каса, огромни долгови и секако не би сакал да коментирам работата на мојот претходник, меѓутоа не беше се направено онака вистински како што би требало, како што барем јас замислував. Нормално, како секој човек, прва работа, бидејќи за градоначалник нема училиште, нема факултет, туку се зависи од твојата интуиција и твоето осознавање на проблемите кои што се во градот, односно градот е сам по себе една жива материја во кој што катадневно тука се живее, се работи, се функционира и луѓето имаат потреба од секако услови кои што треба да ги добијат за да можат да бидат и здрави, и сигурни, и безбедни. Од тој аспект, мојот концепт беше прво да
да се стабилизира касата и ние после 2 години ја стабилизиравме касата на град Скопје и добивме рейтинг од Moody's, во кој што ББ+, кој што говореше сам за себе дека сме веќе кредитно способни и можеме да испаднеме на пазарот на пари. Меѓутоа, централната власт, тогаш предводена од ВМРО, апсолутно не дозволи градот да може да се задолжува, сметајќи дека тоа исклучува нивно право, дека владата треба да води сметка и за инфраструктурата, што апсолутно не е точно, бидејќи ингеренциите меѓу централна и локална власт се строго разграничени во посебно Законот за локална самоуправа и секако согласно Уставот на Република Македонија во поглед местото и улогата на централната власт. Додека јас се занимавав со базичните работи, јас може би станав најнепопуларен градоначелник, бидејќи јас ја подигна водата, кој што ние во изобилие имаме како дар од природата, скоро за 97%, меѓутоа тоа во пари се многу мали пари, со цел да се инвестира во подземната инфраструктура на водоводот, во кој што требаше прво да се заменат азбестните цевки, кои што ги има околу 90 километри, и второ да се реконструира водоводниот систем, бидејќи објективно капацитетот кој што беше граден од времето на Циборовски и Кензо Танге, Скопје 3 пати го надмина по капацитет на луѓе и тоа бараше секако реконструкција во кој што требаше да се имплементира цевки со поголем фи и едноставно за да обезбедиме на граѓаните вода во секој момент и на секој место и на секоја висина. Прашањето на подземната инфраструктура, значи фекалната канализација, атмосферската канализација за мене беа приоритети. Не идев на тоа бидејќи сметав и се уште сметам дека куќата се прави од темел. А вие ако имате здрав темел, имате и здрава куќа. Едноставно не сум присталица на тоа да се промовирам како љубител на уметноста во кој што ќе одделувам огромни средства на уметност без да ги задоволам основните потреби на човекот. На секој човек кој што живее во градот Скопје, неопходно му е да има добра инфраструктура, тоа значи пат, одводна, значи за атмосферска канализација, фекална канализација, да му возможам гасификација, да му возможам да може да нормално функционира. И ако ќе ви кажам дека и денеска персоналниот данок кој што сите вработени во Скопје го плаќаат, ако не знам денеска колку е процентот, меѓутоа во мое време ние го добивавме 0,20 од вкупниот персонален данок кој што се собираше во Скопје. Со тие средства градот не може ништо да направи. Меѓутоа, јас ја користам таа крилатица дека ќе си ги пуштам нозете толку колку што ми е чергата. Значи, градот го оставив. Со, морам да кажам во моje време, иако не е моje својствено, прајање на булевар Словенија, комплетно нов. Завршување на Циборовски Гологанов во рекордно време и транспортниот центар. Правењето на жардинерите во висина од 34 километри во кој што го осмисливме како треба да изгледа тие собирни и буливарски улици. Му дадовме еден шмек на градот дека треба да личи. Возобновувањето на зоолошката градина, мене ми е непријатно денеска да кажам дека тоа е ни најмалце не е дело на ВМРО, туку тоа е дело на одредени ентузијасти меѓу кои што јас ги препознав дека и зоолошката градина е символ на градот. И ние мораме да го градиме. И првите работи, бидејќи градот ги немаше парите за зоолошка градина, ги направивме со донации. Во прва прилика, кога требаше да се купува храна, донирав 50.000 евра и во втора прилика тоа не кошта заедно со живеалиште за тигрите, бидејќи го градевме по нормите на ЕА, тоа е светска организација која што се занимава со условите во кои што треба да битисуваат тие животни кои што се во зоолошките градини. Значи за сибирските тигри околу 332-30.000 евра дониравме. Тоа е мојата контрибуција како човек кој што дал придонес за таа зоолошка градина, кој што денеска е една прекрасна приказка која што изгледа иако се уште недовршена. Значи, сакам да кажам, ми пречи тоа што арената Борис Трајковска се идентификува дека тоа е изградено од владата. Не е точно. 50% тоа се пари од градот. Меѓутоа, присвојувањето, сето тоа станува една практика која што
Ако на луѓето им представува некоја утеха, вред. Меѓутоа, за волја на вистината, морам да ги кажеме фактите. Градот немаше пари да заврши таа сала, а требаше веќе да се обезбеди европско првенство. И тука нормално дека ние понудивме на владата да она ги заврши тие работи, бидејќи не даваше пари, едноставно ние, јас како градоначалник, ниту еден цент не добивме од владата како подршка, бидејќи ме смета дека сум ја како диво месо за нив, кој што не ги слушам нивните желби како треба да изгледа Скопје, и апсолутно сметам дека тука се развидовме баш поради тоа што ја не дозволов да ми се мешат вангеленците на тие што ги имав како градоначалник. А за мојата работа и за моите успеси како градоначалник, нека зборат резултатите. Сметам дека тоа е најадекватниот пример. Не дали сум симпатичен или не симпатичен, дали сум критикуван или некому му пречам. За секој паметен човек ќе влезе во анализата на тоа што добил, што примил, што оставил зад себе. И тука завршува целата приказка. Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Саботни разговори во етерот со Свето Стаменов. Свето Стаменов, лице в лице со Трифун Костовски, бизнисмен, донатор, хуманист и поранешен градоначалник на град Скопје. Како Трифун Костовски, како поранешен прв човек на Скопје, гледа на проектот Скопје 2014, за кој во јавноста постојат диаметрално спротивни мислења и оценки? Скопје 2014, кога би бил предмет на една јавна дискусија и кога би било предмет во кога по струка луѓето би се изјасниле, ја би го почитувал нивниот став. Меѓутоа, поаѓајќи од фактот дека проектот 2014 Скопје е правен во согласно нечии желби, согласно некои согледувања, нечии согледувања, без еден јавен пристап, тој за мене, тој проект нема право на живот. Не велам дека се е лошо во тој проект. Има и убави работи. Меѓутоа, се молам, тука се работи за грамада многу фрлени пари. Не е само вие да го изградите објектот. Самото негово одржавање е прескапа работа. Ве молам, што бара водовод и канализација да прави таква огромна зграда во кој што го донесува на колена и тоа јавно предпријатие кој што почна да функционира, денес да се задолжува за новиот објект за да изгледа прекрасно. Ве молам, јас сум човек практичен. Сакам да се облакам убаво, сакам да изгледам убаво. Меѓутоа ќе се облакам прво кој ќе ги задоволам сопствените потреби, значи да имам храна, стан, да се наспијам, да се духовно обогатам и тогаш повеќе ќе размислам и на другиот дел. А ние вака веќе правиме се обратно, се го ставаме, како велат старите, на тумбе. Значи, наглава. Не може така. Не може така. Према тоа, во принцип велам, за мене Скопје 2014 години е недефиниран проект, во кој што професионалната заедница, кој што треба да даде своје мислење, таа не беше прашана. Таа фела мораше да даде одговор какво Скопје сакаме. Второ, и впрочем, јас лично, барок, ако сакате низ Европа, го има во секој град и село. Од тоа не можеме ние цивилизацијски со тоа, со барокните стилови во кои што се фактички, тоа е се стиропор, кој што забот на времето самиот ќе го уништи и ќе го накажи и ќе го нагарди. Не сакам да живеам во лажен свет. Не сакам да живеам во светот на циркузанти, во кој што шминката ќе ја направам и додека шминката трае, оној момент кој ќе треба да се измијам или да ја симнам шминката, го гледам сосема другото лице во кое што е грдо. Ве молам за Скопје 2014, никој пат не сум бил прашан и како градоначалник, иако они го веќе размислувале во тоа време, и мојот коментар е негативен. Не се согласувам со целата постапка како тоа е осмислено. Не велам дека некои делови не ми се допаѓаат. Меѓутоа, генерално, како проект, апсолутно сум против тој проект. Второ, што најбитно како градоначалник, осознав една работа што е многу битна. Не сум ја измислил јас.
Тоа се двата врвни архитекти кои што го возобновува Скопје, Кензо Танге и Циборовски. Они децидно напиша во статутот, во уставот на град Скопје, дека градба поблиску 20 метри до коритото на реката Вардар не сме да има. Оваа власт, сите тие законитости кои што произлегуваат на база долгогодишно испитување на природата, ги подгазија, ги изгазија и едноставно почна да прават работи кои што денес им се враќаат како бумеранг. Нема ниту еден објект кој што од ново изградените да не се соочува со проблеми во нивното функционирање, значи со подземните води. Некој тоа го измислил, некој го кажал, меѓутоа дали има, некој го слушнале тоа, некој не го слушнале или не го перцепирале дека тоа така може да биде. Молам, ја припаѓам на луѓето, ако нешто не знам, ќе прашам. Или оно што има повеќе искуство за одредени работи, ќе го сенам неговото мнение. Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Дали вашите последни активности најавуваат враќање на Трифун Костовски во политичкиот живот на земјава? Секако дека најавуваат дека нема да биде сеедно што ќе се случува понатака со мојата држава. Во која форма се за тоа ќе биде се уште не можам да ви кажам, меѓутоа дека активно ќе се вклучам сега во следните процеси кои што престојат пред како предизвик за Република Македонија, тоа е повеќе од јасно. Значи, не сака веќе да бидам нем сведок на сето она што се случува во Република Македонија, бидејќи имам чувство дека ќе бидам проколнуван од моите внуци и паравнуци кои што овдека и така очекувам понатака да си ја дела својата судбина и да живеат на овие краишта. Quo vadis? Quo vadis? Господине Костовски, во едно од вашите последни интервјуа кажавте дека не се откажувате од борбата за подобра Македонија. За вас, што значи подобра Македонија, односно за каква Македонија се залага и се бори Трифун Костовски? Македонија која што треба да биде, не да биде проблем во регионот и во Европа, туку да биде нешто што ќе биде како еден мал дијамант кој ќе свети на Балканот. Македонија е мала држава со прекрасни предиспозиции. Да, немаме море, меѓутоа не е веќе тоа и ефектот, па мора да бидеме море. Мора да имаме море. Македонија ги има сите предуслови да биде една успешна приказка овдека. Имаме народ кој што има вградено во себе еден автохтон систем кон работата и е работлив. Меѓутоа, ние сето тоа не успеваме да го усмериме, да му дадеме ток како ќе го ефектуира својата работа со цел да може да возможи екзистенција за себе, за своето семејство. Македонија ја гледам како просперитетна, како прво, која ќе престане ова наеза на заменување на млад кадар, независно дали е среден или високо образован. Тоа е најголемата загуба што ја трпи Македонија. Разбирам дека светот денеска е место во кој што интелектуалниот свет, па и работната сила се движи, циркулира, меѓутоа би бил многу посреќен кои во Македонија ќе почнат да доаѓаат одредени структури од типот на високо квалификувани и интелектуалци и работници, па да овдека крилат некои работи во кои што треба да останат како печат на местото каде што живеат. Македонија со слободни зони никако не ја замислувам, бидејќи тоа е прашање време кога еден од условите кои што ќе биде и секако и од Европската унија и НАТО, дека со слободните зони ние мораме да се справиме. Бидејќи не во земјава, туку во светот ние со отварање на повеќе и повеќе такви економски зони ние правиме конкуренција во тој свет во кој што може да не се врати како бумеранг. Видите вака, светскиот пазар, тој е многу суптилен, многу чувствителен. Политичката стабилност е многу битна. Меѓутоа, вие кога имате политика во кој што стимулира конјунктурност, односно
компетитивност на страниот пазар во кој што тој утре од Германија не може да биде, условно кажано, произведувач на некои делови за автомобилите во Volkswagen или во Mercedes, туку мора од Македонија, тогаш тој ќе стане преку своите политичари ќе им каже, видете ова што се работи во Македонија. И на крај крајва, кој го плаќа сето тоа? Обичниот македонец кој што и ден денеска мака мачи како да го преживее месецот, како да го преживее денот. Тоа е проблемот кој што навистина ние мораме да се ослободиме. Македонија има капацитет, има луѓе се уште, има луѓе кои што и надвршува меѓутоа мислат на Македонија. И јас верувам дека со искуството и надвршот ќе го стегнат и искуството кое што овде како имаме, дека ќе умееме да направиме една убава симбиоза во кој што Македонија сакам да видам како еден бисер кој што навистина е нешто сум поминал многу од мојот живот надвор. Меѓутоа поубаво нешто од Македонија нема. И на крајот, господине Костовски, да проговориме за вашите сегашни преокупации и ангажмани, но и за вашите планови. Па моите планови се врзани секако прво со етаблирањето на моите инвестиции овдека во Република Македонија, во кој што сакам да оставиме чврсти столбови, во кој што тука да се пронеди семејството и идните генерации. Тоа се двете основни работи во кои што да тоа се етаблира, апсолутно ќе бидам, ќе практикувам и да бидам активно вклучен во креирање на еден стабилен политички систем во Република Македонија, во кој што ќе биде гарант дека навистина ние ќе можеме да успееме во нашите зафати да бидеме дел од Европска Унија и дел од НАТО. Она што се случува денеска во Македонија, верувате ми дека тоа е прашање во кое што секојдневно ние се прашуваме и размислуваме како сето тоа ќе помине. Која ќе биде цената која што ние ќе мора да платиме за сето ова што се случува, колку тоа ќе не чини. Меѓутоа велам, секоја цена веќе не е битна, само час поскоро да се етаблира нешто што ќе биде функционално, нешто што ќе обезбеди една надеж на граѓаните во Република Македонија дека навистина има нешто добро и нешто убаво може да не се случи. Верувам во иднината на Македонија. Верувам дека Македонија има кадри тоа добро етаблирани интелектуалци, дали сакате од политиката, здравството, сакате од економијата, имаме од образованието, верувате ми дека сето тоа е доволно толку добро, меѓутоа само е прашањето како сето тоа да се организира, да се стави во функција. Тука е големата умешност. Ние, доаѓаме овде кај ситуација, пак ќе повторам, тоа е смешна ситуација. Лидери на опозиција и на позиција да меѓусебно се обвинуваат, да се караат, да се препукуваат преку медиуми наместо да седнат на едно кафе, на еден разговор, во кој што ќе пратат и слика пред сите граѓани на Република Македонија. Дека имаме диалог. Диалогот е неприкосновена работа. Кво вадис? Кво вадис? Саботни разговори во етерот со Свето Стаменов. Свето Стаменов, лице в лице со Трифун Костовски, бизнисмен, донатор, хуманист и поранешен градоначалник на град Скопје. Господине Костовски, ви благодарам многу што бевте гостин во денешно издание на Кво вадис на Македонското радио, Радио Скопје. И користам прилика да ги поздравам сите слушатели и сметам дека не им одзева многу време со моите ставови, моите размислувања. За тие луѓе кои ќе најдат, ќе се идентификуваат со моите ставови, јас само ги молам да бидат поактивни во општеството. А за тие кои што не се согласуваат со моите ставови и гледишта, ја би сакал да ми и дадат зошто не се согласуваат или да ме поучат каде грешам, во кој што не припаѓам на луѓето во кој што сум зачаворен во својот ум, дека сум најумниот и најбистриот, туку напротив. Јас сум со отворен ум, со отворен светоглед, во кој што секој пат сум спремен да нешто што е добро да го прифатам и ако сум сгрешил да се извинам. Благодарам.
Quo Vadis. Audio dizajn Besim Keka.